Со мене во студиото огромна чест и задоволство. Амбасадата на Шведска го отвори повикот за номинации за меѓународната награда Младинска храброст, признание кое што го добиваат млади помеѓу 13-тата и 20-тата година кои што ќе бидат избрани, кои со храброст и посветеност ќе направат вистинска промена. Со амбасадорот на Шведска во земјава, Ола Сулстром, разговарам во продолжение. Добро утро. Thank you for having me. Добре дојдовте во Македонија. Yes, no, of course, very much. Благодарам, мило ми е што сум тука. Она што ве прашав пред да се подготвиме со оглед на тоа дека од август месец сте во Македонија, велите ми се допаѓа Македонија, ја засагав, имате добри, топли луѓе, насмеани луѓе, позитивни, добра храна и убава земја. Ви благодарам. Thank you. No, I fully agree. This is a fantastic country. Ви благодарам. Јас се согласувам, ова е фантастична земја. Јас дојдов пред 6 месеци, навистина многу добре дојде. Имав од и моите колеги во амбасадата и од дипломатскиот кор, од партнерите во владините партнери и така навистина од обичните луѓе. И навистина со задоволство гледам на периодот што е пред нас и ви благодарам што сте со мен, ме поканивте тука, Јована. Мое задоволството. Амбасадоре Сулстром, што представува наградата Младинска храброст? Која е главната мисија? Потикнувате луѓе помеѓу 13-тата и 20-тата година, чинам дека е клучна возраст во која што може веќе да се има визија за тоа каква промена може да настане во општеството. Yes. Ви благодарам што ме поканивте, Јована, да зборувам за наградата Младинска храброст. Во амбасадата ние работиме на многу прашања кои што се поврзувања меѓу Шведска и Северна Македонија. Ние даваме силна поддршка на земјата на патот кон пристапување во Европската Унија. Ние исто така работиме на одбраната, сме сојузници во НАТО, но ние работиме и на зајакнување на трговските врски со компаниите. Сакаме многу повеќе предприемачи и компании да дојдат од Шведска во земјата и обратно, но и работиме и на контактите меѓу луѓето, спорт, култура, сите овие прашања ние се обидуваме да работиме со младите од оваа земја, која што и буквално и фигуративно се иднината на оваа земја. Тие сега се млади, но ќе пораснат и ќе станат донесувачи на одлуки. Тие ќе го водат општеството и облекуваат. Во се што правиме, се обидуваме да ги инволвираме младите не само заради нивната креативност и енергијата, туку затоа што се иднината на земјата. Дозволете ми да ви дадам неколку примери. Наскоро ќе биде меѓународниот ден на жената. За таа цел ние покануваме млада девојка, млада жена да стане амбасадорка на еден ден, шведска амбасадорка на еден ден. За 2 дена млада девојка ќе ме замени, ќе биде шведска амбасадорка. И ако ве интересира таа тема, може да не следите на социјалните медиуми да дознаете повеќе. Исто така, друг пример што сакам да го дадам е на модниот викенд, што ќе биде за 3 недели тука. Значи, ние имаме проект каде што млади дизајнери од нордиските и балтичките земји ги споивме со млади дизајнери од тука и тие да учат едни од други, да разменуваат искуства, надеваме дека и ќе нистоа пораснат и станат навистина дизајн гиганти и познати во светот. Исто така соработуваме и со шведско-македонската стопанска комара, за да ги зајакнеме врските, трговските врски помеѓу земјите и особено помеѓу младите предприемачи. Но она за што сум денес тука е наградата за Младинска храброст, која што е развиена со почит кон делото на Раул Валенбер, шведски дипломат, кој што бил во Будимпешта за време на Втората светска војна има спасено десетици илјади евреи од Холокаустот преку работата што ја работел таму, давајќи им така безбедносни пасоши, отварајќи шведски безбедносни куќи и помагајќи им да се скријат. Тој навистина има направено неверојатни нешта спасувајќи ги овие луѓе и во негова чест и
е создадена оваа награда за младинска храброст. Пред се, таа е создадена за шведските млади, но пред неколку години ја направивме да биде меѓународна. Значи од 2021 таа е меѓународна, може да се номинираат млади луѓе од секаде од светот и е тука отворена сега и во Северна Македонија. Ние го отворивме повикот за номинации, се надевам дека многу млади луѓе ќе бидат номинирани, но може и тие самите да се номинираат себе си. За повеќе информации ќе може да добиете на нашата веб страница и социјалните мрежи на амбасадата. Оно што го слушнав од вас меѓу сите информации е тоа дека проектот Амбасадор на еден ден го продолжувате на вашата предходничка и еден многу убав проект, тоа значи дека работите, ги правите и темелно оние кои што се заслужуваат внимание, еве ќе ги продолжите вие, па интересно ќе биде да се види можеби девојка на ваше место извршувајќи ги вашите работи. Тоа ќе биде интересно да се види. Каков профил на млади луѓе барате? Односно, кои вештини, вредности треба да ги имаат за да ви импресионираат во како заслужни за да добијат оваа награда? Убавината на оваа младинска награда за младинска храброст, за која што може да се поднесат номинации до крајот на март, е што тоа може да бидат млади луѓе кои што во самите себе си гледаат или во своите соученици, своите братучетки, своите пријатели, своите соседи, некој кој што покажал храброст, кој што застанале за своите права, за правата на другите, тоа може да биде се спротивставиле на булинг, се помогнале во хуманитарна криза или кога имало несреќа. Ние ги имаме овие работи на ум и како доаѓаме поблиску до комеморацијата на трагичните настани во Кочани. Тоа беше навистина трагична ноќ за целата земја, не само за градот Кочани, но тоа исто видовме дека е ден кога многу млади луѓе таму покажаа голема храброст и истиот ден и веденовите потоа. И тоа е на пример еден вид исто храброст која што може да се признае нели како со оваа награда. Велите дека треба да бидат храбри, треба да зборуваат, треба да застануваат зад себе и зад своите одлуки. Велите дека тинеџерските години, тоа се годините од 13 до 20, тинеџери кон адолесценти, дека се годините во кои што треба најмногу да се охрабрат, да застанат зад себе. Каква порака Шведска испраќа со овој проект, не само кај нас во Македонија, туку каква порака вие испраќате? Мислам дека особено кон младите луѓе, но и кон сите, и кон возрастните, но особено на младите луѓе, бидејќи тие си го откриваат патот сега, пораката што ја испраќаме е да застанат цврсто зад вредностите за кои што веруваат дека се исправни, да бидат продуктивни граѓани, да бидат пријатели, сојузници, да им помагаат на другите. Пред се да се веруваат во себе си, да застанат во одбрана на себе си и другите и да се борат за работите во кои што веруваат. Тоа се вредностите кои што и возрастните треба да ги имаат и да ги учат младите на нив. И затоа ние сакаме светлото да го насочиме кон младите. Тие се иднината на земјата. Младината овде во Северна Македонија е полна со енергија, креативна, мотивирана. И ние како амбасада на Шведска сакаме да охрабриме младината, да ја поддржиме во тоа и затоа ние беше мило да ја лансираме оваа награда. Имате ли нека позитивна, приказна да раскажете?
No, exactly. I mean, some this award was traditionally a Swedish. Како што споменав, оваа награда традиционално беше доделувана на шведска младина, но пред неколку години се реши да се отвори да стане меѓународна. Така што во моментов сигурно има и други шведски амбасадори низ светот кои што како и мене на утринска програма вака објаснуваат за младинската храброст и бараат номинации на млади луѓе кои што направиле промена со своји дела во општествата, во заедниците во кои што живеат. Но најчесто оние кои што биле номинирани досега ја добиле наградата се млади луѓе кои што биле инволвирани во хуманитарна работа, пружале помош, се покажале како лидери, се бореле против булингот, застапувале за животната средина, правеле работи кои што носат добро. Еден конкретен пример кој што прочитав за кој што прочитав во еден напис, имаше за едно младо момче кое што на 14 години помогнало да спаси живот на човек кој се давел во вода. Покажал огромна храброст, ги впрегнал своите вештини и помогал. Тоа е, например, еден пример на кој што се сеќавам. Македонија и Шведска се пријателски земји. Колку ваквите проекти, иницијативи ќе го продлабочат односот, ќе значат и подобра соработка, можности ќе отворат? За младите зборувам, се разбира. Ви благодарам што ми го поставивте тоа прашање. Да се навратам на оно што го кажав на почетокот. Партнерството помеѓу Шведска и Северна Македонија е многу стабилно, многу силно. Тоа е позитивна, динамична врска која што имаме. Имаме тесна соработка на многу полиња, политика, економија, односи меѓу луѓето, на културата. Ние имаме огромна диаспора од оваа земја во Шведска, кои што и исто така придонесуваат кон овој однос помеѓу земјите. Така што ми е големо задоволство што сум амбасадор тука во оваа земја. Ако ние преку нашата работа со младите можеме да го надградиме тоа партнерство, да ние зајакнеме соработката, да помогнеме дека младите луѓе тука во Северна Македонија придонесуваат за развојот на земјата, но дека и придонесуваат на зајакнување на врските помеѓу двете земји, тоа ќе биде уште попозитивно. Која е била ваша лична порака? Лично вас ве прашам, амбасадоре. За младите кои што размислуваат дали воопшто да номинираат некој пријател со таква некоја убава, позитивна приказна или пак себе си да се номинираат, која би била вашата некако храбрувачка порака? Јас би споменал една реклама за едни патики спортски. Just do it, направете го тоа, верувајте во себе. Знам дека многу луѓе, особено млади, имаат некои недоумици каде се движат, што сакаат да бидат кои ќе пораснат, а особено сега кога има вакви тектонски промени на геополитиката, сепак би им рекол, не, иднината е светла, вие ја водите, можете да постигнете тоа што го сакате. Шведска ја помага земјата преку својата реформска соработка и преку тоа и младите и да се развива конкретни примери на оптимизам кои што ќе водат кон прогрес и напред. Може би се комерцијални тие пораки, но не верувам дека е маркетинг трик, но верувајте дека се многу повеќе од сето тоа колку се охрабрувачки, колку значат се во вистински момент кога ќе се кажат. Би сакала да го завршам разговорот со малку непосреден разговор со вас, амбасадоре, со глед на тоа дека од август месец сте тука во Македонија, во Скопје, во главниот град. Доволно за да ве прашам, еве, не знам каде беше вашиот град, каде вие живеевте точно во Шведска, но еве чисто да си направите споредба, што е тоа што имаме ние тука во Скопје, не имате вие во Шведска, што е тоа што вие имавте во Шведска, а ние немаме сега за сега тука.
I said I arrived in August last Како year, што so I've been споменав, here for 6 months. тука дојдов во август минатата година, значи 6 месеци сум тука, научив многу, сретнав со многу луѓе, некој од нив можеби утринава гледаат ова интервју, сакам да им кажам ви благодарам за се што ме научивте овие први 6 месеци. Јас ќе бидам тука уште 3-4 години во оваа земја и навистина со задоволство гледам на тој престој. Јас тука сум во Скопје, најголемиот дел од времето тука живеам, тука работам, тука се најголемиот дел од активностите, но она на што му се радувам во нареднава пролет е да запознаам повеќе од Северна Македонија, да одам надвор од Скопје. Сакам да ги запознам уште повеќе луѓе, уште повеќе места да доживеам и да научам многу повеќе за земјата. Сега, Шведска и Северна Македонија имаат многу работи заеднички. И ние сме земји на шуми, езера, планини, долини. Ја сакаме природата и едните и другите имаме прекрасна природа. Тоа ни е заедничко, но ние сме обете креативни, динамични земји. Не сме ни големи земји. Сега Шведска е малку поголема од Северна Македонија, но и обете сме земји кои што мора да бараме инспирација и надвор од сопствените граници и да тргуваме. Има многу работи кои што не обединуваат. Многу швеѓани доаѓаат тука на одмор и многу им се допаѓа Северна Македонија, а многу македонци пак исто така ја сакаат Шведска. Сега имаме и повеќе директни летови, може директно да се лета помеѓу Скопје, Гетеборг, Малме и Стокхолм и ги охрабрувам гледачите летос када посетат Шведска, да искористат оваа можност на директни летови. Навистина ми е позитивно искуството тука и се радувам на периодот што следи. Ние македонците знаеме да кажеме со лесно нека ви оди работата и се разбира ќе имаме уште и тоа како можности и да се гледаме и да споделуваме убави проекти кои што ги реализирате. Тука ви благодарам што утринава го започнавте денот заедно со нас со Македонија наутро. Посакувам да имате убав и успешен ден. Thank you very much. Thanks for having me today.